Иселениците во САД ке може да носат членови на нивните семејства на специјална виза, така наречена Б3 виза. Наместо да аплицираат за зелена карта и да чекаат со години, а потоа и да плаќаат данок, новата виза ке може да се добива при прво аплицирање и со неа ке може да се остане во Америка 90 дена во годината. Сега на околу 2 милиони лица годишно им се одбиваат барањата за виза за посета на роднина во САД. Креиравме нова категорија виза за членови на семејства и американски државјани и постојани жители со зелена карта. Таа обезбедува услови и гаранции да се намали загриженоста на конзуларните представници дека апликантите ќе го променат статусот во САД или оти ќе останат подолго отколку што трае визата. Процесот е едноставен. Лицето што живее во САД поднесува барање за да ги покани своите роднини. Подпишува писмо за финансиска поддршка како гаранција, а потоа роднините одат во амбасада и аплицираат. Ако член на семејството дојде во САД и остане подолго од рокот на визата, тогаш лицето што дава гаранција за него ја губи можноста да го покани во иднина повторно. За ваква виза ќе може да аплицираат родители, деца, баби, дедовци, тетки и внуци. Рахнама вели дека годишно се очекува да доаѓаат најмалку 1 милион лица. За само куса посета, Асоциацијата за патување на САД вели дека луѓето трошат најмалку $5,000. Тоа значи дека американската економија ќе добива милиарди долари од лицата што би доаѓале со оваа виза. За да се воведе визата, мора да се усвои легислативата што ја предложија сенаторите Ранд Пол и Ричард Блументал и 4 други конгресмени. Таа се уште е во процес на разгледување. Двете страни, и републиканците и демократите, ја поддржуваат оваа легислатива. Таа е представена во Сенатот и Претставничкиот дом, што значи дека има голема поддршка за да се донесе. Целта на легислативата за привремена посета е да ги промовира националните интереси на САД преку поддршка на принципот за фамилиарно обединување. Сенаторот Пол рече дека легислативата е одлична можност за членови на семејства да доаѓаат за специјални моменти во САД, како свадби, раѓања и матури. Според извештајот на Конгресната служба за истражување, ваквиот закон би овозможил индиректна помош за економијата на САД од преку $1 милиарда и создавање десетици илјади работни места.